Dancers United се 7 членови од истоимената група лица со Даунов синдром, кои го освоија првото место на меѓународниот натпревар светски куп во пара хип-хоп групи во Киелце, Полска. Дел од настапот во Полска го споделија и со лицата со посебни потреби од Виница, Делчево, Берово, Штип, како и специјални гости во рамките на настанот еднаквоста во фокусот во организација на музеј Теракота. Нашиот музеј овие проекти ги организира од 2010 година. Целта е едукативноста. Организиравме голем број на работилници, голем број на посети на културни знаменитости, значи што е поврзано и со нашата дејност. Целта е запознавање на нашето културно-историско наследство во регионот. Меѓутоа, од се најбитно е што произлезе одлична дружба, одлично пријателство, кое што се надевам дека ќе трае за секогаш. Еднаквоста во фокусот е проект со кој што ние, ако успеавме барем малку да допреме до голем број на луѓе, ќе сметаме дека нашата мисија е исполнета, ќе имаме поголема желба за работа, да продолжиме со овие проекти и еве за наредна година имаме така едно убаво изненадување, меѓутоа нема да откривам ништо. Продолжуваме со реализација на проектите. Ги подржуваме, значи, сите овие здруженија со лица со посебни потреби. Општина Виница покрај поддршката на овие настани веќе работи на еден нов проект во соработка со Здруженијето Инклузива. А во контекст на денешното мото, неопходно е да најавам и еден нов проект за кој општина Виница потпиша меморандум со Здруженијето Инклузива, со која веќе започнавме да работиме на полесен пристап до информациите од јавен карактер за лицата со попреченост. Јас како градоначалник си презедов обврска за создавање услови за пристапни и достапни јавни информации во согласност со препораките од Европската Унија, а во согласност со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Се надевам чекор по чекор ги решаваме и усогласуваме нашите заеднички приоритети. Во настанот со свој креации и лични изработки се вклучи и дневниот центар, а комплетна поддршка со музички точки имаше и од учениците и наставниот кадар од основното училиште Гоце Делчев, како и од школата за гитара пред Домот на културата Тоша Арсов.